именно во текот на дебатата, но и во деновите кои претхода и деновите кои што следа, во јавноста од страна на пратниците на опозицијата беше пласиран фактот дека Собранието го практикува политичкиот прогон врз нивните представници и дека Собранието е тоа кое што им пресудува на претениците за кои што се бараат земање на имунитетот. Јас сум тука само да потсетам на деловничките обврски кои што сите ние ги имаме. Уште еднаш ќе кажам дека ова гласање за не значеше став дека колегата е виновен за која е било дело. Тоа треба да го одлучи судот. Но исто така, дури кога би имало гласање против, барем моје мислење би било дека не треба значи дека колегата е невин повторно, за тие работи одлучуваат судот. Поради тоа би сакал да ја повикам јавноста да внимаваме многу да не подпаднеме под замката на лесно прекршување на презумпцијата на невиност. Тоа што ние го одлучувавме на комисијата, тоа што Собранието ќе го одлучи денес, не е пресуда, не е доказ за нечија вина. Едноставно е тргање од патот на правдата за институциите на системот да можат да одлучуваат, да расудуваат и да оценуваат. На крајот на денот, во досегашната историја на работењето на овој голем законодавен дом, ниту еднашка се нема случајно Собранието да примени имунитет врз свој пратеник и со тоа да застане на патот на правдата, односно на патот на докажување на вината од страна на институциите на судството. Така, почитувајќи ја таа традиција, но и почитувајќи ја нашата обврска за борба за вистина, правда и право еднакво за сите, ве повикувам уште еднашка да гласаме за одземање на имунитетот на колегата пратеник и да дозволиме судот да ја докаже вистината. Повторувам, одземањето на имунитетот не е и не треба да се свати како доказ за вина, туку само како можност судот слободно постапува и да ја утврдува вистината.